Општина Ѓорче Петров заедно со невладината организација Financing, како дел од мрежата Фискаст, го започна проектот Мои пари, моја одговорност, при што денеска беше поставен информативен корнер во општинската зграда. На отварањето на информативното катче присуствуваа представници на општина Ѓорче Петров и представници на мрежата Фискаст, кои со заинтересираните граѓани дискутираа за начините за нивно вклучување во креирање на локалниот буџет. Целта, како што посочи денеска Весна Глигорова од Центарот за управување со промени, е граѓаните да се информираат како поактивно да се вклучат во партиципативното буџетирање и да ги информира граѓаните за поврзаноста помеѓу трошењето на буџетските средства и квалитетот на живот во нивната општина. Која би требало да одвојам неколку основни цели кои што треба да се постигнат со овој проект на крајот, од завршувањето на проектот. Тоа би било зголемување на учеството на сите засегнати страни, како што е бизнис секторот, граѓанските организации, граѓанското општество и сите останати, се интересирани страни, сите оние кои што се финансираат од општината да бидат вклучени во процесот на партиципативното буџетирање. Ко втора се граѓаните, како многу важен сегмент кој што не може да биде изоставен. Па целта на проектот е да се зголеми свеста на граѓаните за вклучување во процесот на партиципативното буџетирање, како исто така и влијае на зголемување на квалитетот на нивниот живот. Граѓаните, општината Ѓорче Петров уствари во соработка со граѓаните им овозможува, им го дава просторот и можноста да самите ги формулираат приоритетите што треба да се постигнат на територијата на општина Ѓорче Петров. Сдруженијето на пензионери од општина Ѓорче Петров денеска искажа дел од барањата на повозрастната група на граѓани од оваа скопска општина. Барањата најмногу се однесуваат на уличното осветлување, хуманитарни акции и изградба на нови детски градинки. Оваа активност ја поддржуваме и затоа сме приклучени како здружение. Цел и задача наша е да ги запознаеме пошироко пензионерите преку нашите ограноци за оваа активност и за да можат во сочинувањето на буџетот за годините што доаѓаат, да можат да дадат свој допринос. Како Сдружение на пензионери, имате ли вие некаква идеја или барање или некој проект што би сакале да се изработи во рамки на буџетот? Во секој случај, пензионерската организација е сочината или број издружениото повеќе од 6000 членови. Интересите се секако многу и различити. Тоа се претежно локални прашања од областа на инфраструктурата. Тоа најповеќе ги погаѓа пензионерите. Таму кај што има недовршени канализации, патишта, инфраструктура поврзано со квалитетна струја, поврзано со телефонијата, па да не кажам сега и со интернетот. Крајниот производ од партиципативното буџетирање е надминување на јазот помеѓу општините и граѓаните и засегнатите страни во креирањето на локалниот буџет.